Почитувани медиуми, побарање на советничката група на СДСМ и коалицијата свика на денешната вонредна седница на Советот на град Скопје поради сериозноста на проблемот со приватните превозници кој што ескалира и трае со месеци во град Скопје и Скопје како главен град е оставен без функционален јавен превоз. Додека председателот на Советот Трајко Славевски и градоначалничката Даниела Арсовска си ја префрлаат одговорноста за тоа кој треба да го реши овој проблем, граѓаните на Скопје секојдневно се соочуваат со нередовен и дотраен јавен превоз. Наместо да се зафатат со решавање на реалните проблеми, гледаме како ВМРО, ДПМН и Арсовска водат тригодишна расправија и инает додека градот тоне во хаос. Да подсетиме, ВМРО ДПМН беше партијата која промовираше Арсовска како најдобра менаџерка и ветуваше дека Скопје ќе стане модерна метропола со бесплатен превоз и 250 нови автобуси. Што добија граѓаните? Наместо модерни решенија, добивме јавен превоз во катастрофална состојба, затрупан град со ѓубре и граѓани оставени сами да се снаоѓаат за основните потреби. Виновниците за хаосот во јавниот превоз се советниците на ВМРО ДПМН кои континуирано одбиваат да гласаат за набавка на нови еколошки автобуси. Сега премиерот Мицкоски ветува 100 автобуси за кои, како што е најапсурдно, нема предвидено средства во новиот буџет кој што е веќе во собраниска процедура. Ова е уште една празна и лажна порака до граѓаните. До кога ќе продолживате да ги манипулирате и да се живувате со нив? Советничката група и на СДСМ и коалицијата упатува јасен и гласен апел. Граѓаните не смеат да бидат оставени без јавен превоз. Превозот е нивна основна потреба и ние ќе направиме се за да ги заштитиме нивните права. Ги повикуваме сите советници да покажат одговорност и да ги надминат политичките игри. Утрово, председателот на Советот Трајко Славевски дури постави нови апсурдни барања. Бараше оригинални потписи со пенкало за иницијативата да се ефектуира нешто што досега никогаш не го барал. Истовремено, го повикуваме да престане со процедуралните пречки и конечно да дозволи решавање на проблемите кои го парализираат градот. Со поднесената иницијатива бараме на дневен ред да се постави решението за јавниот превоз. Очекуваме информација од градоначалничката, од секторите на град Скопје, од јавното сообраќајно претпријатие за можноста за брза и ефективна корекција и враќање на функционалниот јавен превоз. Секој ден одложување е ден повеќе во кој граѓаните страдаат. Јавниот превоз не е луксус, тој е основна потреба. Советничката група на СДСМ и коалицијата останува посветена на борбата за интересите на граѓаните. Ви благодарам.